Благодарам, председателе. Колешке Рангелова, мислам дека е веќе депласирано да коментираме дали постои тиранската платформа или не постои и дали истата е прифатена од СДС или не е. Тиранската платформа постои и таа е прифатена од страна на СДС и коалицијата. Затоа што тоа беше единствениот услов за формирање на некакво си владино мнозинство. Сметам дека тоа е апсолвирана тема, тоа го знаеме и ние, го знаат медиумите, го знаат и граѓаните на Република Македонија и затоа се секојдневно над 200.000 луѓе кои што протестираат и сакаат да се отфрли оваа тиранска платформа. Но што се случува овде во собранието? Значи, од оваа страна имаме молк по однос на деловите кои што се прифатени од платформата, освен еден колега кој што упорно тврди дека нема тиранска платформа. И според мене сметам дека тоа е едно релативизирање на значењето на овој документ, па да не речам и мајтапење со народот и со перцепцијата наша. Јас би се задржала на неколку поенти во таа тиранска платформа, значи што треба нам и на македонската јавност да ни објаснат колегите од СДС. Како кога се договарале работните групи, а видовме сите дека работните групи се договараа и го усогласија законот за јазиците, значи тука треба да го изнесат пред очите на јавноста законот за јазиците, што договориле по однос на националните символи. Еве да речеме, да го земеме на пример знамето на Република Македонија. Знамето на Република Македонија е символ, јас би рекла, најкосмополитски символ сонцето. Не верувам дека било кој, значи македонци, албанци, турци, роми, власи, не можат да се поистоветат со сонцето. Сонцето, почитувани колеги, не грее сите. Дури имаше еден, не знам, надпревар во кој што нашето знаме беше прогласено за најубаво знаме. Е сега кажете ми, што недостасува на нашето знаме како символ? Што фали, што недостасува? Е како сега вие кога сте се усогласувале за дебата, а патем да споменам дека во таа дебата сте се договориле да учествуваат домашни експерти, но и странски експерти. Како може странски експерт да учествува во креирање на национален символ?